The president is now on TikTok. It's my honor. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп се приклучи на TikTok овој месец. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Председателот Џо Бајден го стори истото во февруари. Се чини дека често омаловажуваната социјална мрежа повеќе не е проблем кога се во прашање председателските избори. Целиот свет на социјалните медиуми се промени во 4 години помеѓу последните председателски избори и овие. Сега TikTok е доминантна сила. И Бајден и Трамп беа за забрана на TikTok во САД, наведувајќи ги безбедносните грижи поради врските на нејзината матична компанија со кинеската влада. Но со 170 милиони корисници во САД, од кои 44% на возраст од 18 до 29 години, TikTok представува клучна можност да се придобијат младите гласачи. Сепак, иако повеќе американци ги добиваат своите вести на социјалните мрежи, една неодамнешна студија открива дека не е причината зошто тие се таму. Кога прашавме поради која причина се новие страници, мислам дека забавата беше главната причина за сите. Особено за TikTok, забавата е огромна причина, а вестите не се најважни поради кои луѓето се преклучуваат на овие платформи. Корисниците на TikTok наидуваат на вести индиректно, преку мислење или објави со хумор што се однесуваат на тековните настани, и за разлика од Facebook или Instagram, тие не се објавени од пријатели или семејства. На TikTok, најчестиот извор на вести се всушност други луѓе што тие не ги познаваат. Алгоритмот повеќе им пласира на луѓето работи, отколку што тие следат некого конкретно. Многу е тешко за кој било на социјалните мрежи, дури ако профилот е на председателот или поранешниот председател, да привлече толку големо внимание во екстремно преполните и хаотични социјални мрежи. Експертите за маркетинг велат дека следбениците и репутацијата на онлайн инфлуенсерите е клучна. Треба да имате повеќе кои објавуваат таа порака. Инфлуенсерите очигледно имаат и односи со нивните следбеници. Ним им се верува повеќе отколку можеби на некој политичар. Морате да најдете начин да ја пренесете вашата порака, да објасните зошто некој би бил подобар председател, на начин што ќе има смисла и нема да ги исклучува луѓето на оваа платформа на која дошле за забава. Тие не се тука за да ја слушнат вашата политичка реклама. Во на што се наликува дека ќе биде тесна трка, инфлуенсерите на TikTok би можеле да бидат менаџери за дигитална кампања ова изборна сезона.